Предлог проекти за развој на туризмот во Источниот Атлантски регион, како и за изработка на елаборати за подрачјата со природни реткости, финансирани од програмата за зачувување на природата во Македонија, беа тема на дискусија на денешната 23-та редовна седница на Источниот Атлантски регион, која се одржа во општина Зрновци. На денешната седница има две точки значајни. Едната точка е предлог проекти од областа на туризмот, кои што се наоѓаат во акциониот план од стратегијата за развој на туризмот до 2024 година на Источен Плански регион. Од општините се предложени 15 проекти, значи 11 општини предложија 15 проекти. Некои од општините имат предложено и по 2 проекта. Морам да кажам дека нема да се финансира патна инфраструктура, независно дали патот води до историски, археолошки или било каков друг локалитет. Меѓутоа, буџетот е ограничен на 180.000 швајцарски франци и е предложено да се финансираат 1 или максимум 3 проекта. На денешната седница беше извршено и премопредавање на дополнителна проектна документација за систем за одведување и третман на отпадни фекални и атмосферски води во спортско-рекреативниот туристички центар Пониква. Зборуваме за еден регионален проект, најголемиот туристички потенцијал кој што го имаме во Источна Македонија. Тоа е Пониква, на која што гравитираат 7 општини, почнувајќи од Крива Паланка, па завршувајќи на другата страна кои броиме Ранковци, Кратово, Пробишти, Кочани, Чешиново, Блешево, Македонска Каменица, Виница, па тука гравитира и Штип. Место, потенцијал кај што имаме преку 14.000 ноќевања, веќе се искачи бројката, и места каде што имаме сместувачки капацитети со веќе преку 400 легла. Сите тие се засега во делот на одводните води, на фекалните води, се со поединечни септички јами и очекуваме да ги тоа средиме со еден колектор за фекалните отпадни води. Едниот ќе биде на источната страна, делот кој што го зафаќа општината Кочани, другиот дел ќе биде на западната страна, делот кој што го зафаќа општината Пробишти. Тоа ќе значи дополнителен развој, дополнителни подобрување на условите за сите оние кои што се потенцијални инвеститори и стандардите кои што ги бараат сите современи начини на живење. Градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков, задоволен од соработката со Источниот Атлантски регион, истакна дека моментално преку Центарот за развој на Источниот Атлантски регион се работи на урбанизација на неколку населени места. Една точка имаме за предлог проекти за развој на туризмот во Источниот Атлантски регион преку проектот Заштита на природата во Македонија, и другата точка е прогласување на природни реткости во Источниот Атлантски регион и исто така преку проектот Заштита на природата во Република Македонија. На 23-та редовна седница на Источниот Атлантски регион, градоначалниците расправаа и по тековни проблеми и проекти за развој на 11 општини од Источниот Атлантски регион.